Вести на Канал 8, добро дојдовте. Земјоделците не ја прифаќаат водата за полнење на оризовите ниви. Забележено е оштетување на каналската мрежа и механизацијата. Проблемите се јавуваат со земјоделците од атарите на Кочани и Грдовци. Со сериозни проблеми околу дистрибуцијата на водата во каналската мрежа и полнењето на оризовите ниви се соочуваат вработените во водостопанската подружница Брегалница поради неодговорните и деструктивни постапки на одделни земјоделци. Тие се уште не ја завршиле подготовката на своите површини за сеидба на оризот, иако соседните ниви се веќе наполнети и посејани. Поради тоа водата не може рамномерно и соодветно да се распределува, а загрозени од предвремено полнење и поплавување се ниви кои според планот вода треба да добијат во почетокот на мај. Од подружницата велат дека оризопроизводителите од атарите на селата Јакимови и Оризари го почитуваат договорениот план за полнење на нивите и за сеидба. Но проблемот се јавува со земјоделци од атарите на Кочани и Грдовци. Тие не ја прифаќаат водата со образложение дека доцнат со подготовката на површините поради неповолните временски услови. По санирањето на штетата предизвикана со намерното сечење на гумената брана, но некои земјоделци во Грдовско не ја прифатиле, па таа направила штета со поплавување на ниви што не се подготвени за сеидба. Во атарите на другите села наводнувањето ќе почне по првомајските празници, но и таму ќе има проблеми со оглед што оризопроизводителите не можат да се договорат за датумот кога да почнат со полнење на нивите. Тоа пред се однесува на земјоделците од Чешиново, кои вода треба да очекуваат од Соколарци, Спанчево и Чифлик. Во водостопанската подружница Брегалница се соочуваат и со намерно оштетување на каналската мрежа, на металните врати на испустите, што заедно со недоволниот број вработени опрема и механизација ја усложнува работата и нормалното спроведување на годишниот план за наводнување. Покрај повеќекратното намерно сечење на гумената брана, за само една недела на 3 пати е регистрирано оштетување на опремата и кражби на гориво од градежната машина со која се чистат каналите. Од подружницата упатуваат апел до водокорисниците да ги почитуваат договорите за полнење на нивите и да не фрлаат отпадоци и шут во каналите за наводнување. Основното училиште Никола Карев одбележа 119 години од загинувањето на македонскиот револуционер и председател на Крушевската република. По тој повод беше откриена новопоставената биста во училиштето, а на повеќе локации, каде има спомен бисти, беше положено свежо цвеќе. Со откривање на спомен бистата на патронот во основното училиште Никола Карев, викендов беше одбележена 119 годишнината од загинувањето на македонскиот револуционер и председател на Крушевската република. На свеченоста присуствуваа ученици, вработени, граѓани и представници од централната и локалната власт, при што беше нагласено дека по 3 децении од преминувањето училиштето добива соодветно спомен обележие, што ќе го краси училишниот двор. Директорот Александар Андов истакна дека и во иднина ќе продолжи да работи во служба на учениците и наставниот кадар. Училиштето далеч од 1993-94 се има одделено, односно го има променето името од ОУ Мошепијаде Кочани во ОУ Никола Карев Кочани, од тогаш се изминати околу 30 година. Многу време за и простор да се направи вакво спомен одбележје овде во нашето училиште, но често ми припадна токму на мене како директор јас да имам таа среќа да спомнеме сели како училиште, заедно со нашиот пријател на училиштето Борче Србиновски, кој што со неговите вредни раце ние фактички донираше оваа биста. Се сретнавме случајно, се запознавме, разговаравме и ете се случи тоа што требаше да се случи. Гордоста и честа се обострани и наши и негови, така да еве уште еден показател дека работиме напорно во нашето училиште и дека конечно нашето училиште ќе биде препознатливо и во училиштиот двор со него спомен одбележје, како и сите други училишта, бидејќи ние досега немавме ваков спомен одбележје, а сите други училишта има и се препознава по самите спомен одбележје. Се надевам дека ова година ќе биде исто, дека ќе бидеме училиште атрактивно за нашите ученици и за нашите родители, ние ќе направиме се што е во наша корист да ги подобриме условите, но една од гордостите кој што цел живот ќе ми остане е отварањето на ова спомен одбележје, кој што со децении ќе го слават овде и идни директори, и ученици и наставници. Пред спомен бистата свежо цвеќе положија делегации од училиштето,
Градоначалникот и Советот на општина Кочани, Сојузот на борците, Патриотскиот институт Гоце Делчев, како и пратеници и партиска делегација од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани. Предходно свежо цвеќе беше положено и пред споменикот на Никола Карев во паркот на Револуцијата. Делегациите положија букети на споменикот на Карев кај селото Тракање, како и во местноста Свиланово, односно на локацијата на неговото загинување, што се наоѓа во близина на селото Рајчани. Митрополитот Брегалнички Иларион го освети македонскиот крст во општина Зрновци. Тој се наоѓа во близина на филтер станицата за вода. На голем црковно-народен собир што во неделата се одржа кај филтер станицата за вода во Зрновци, беше осветен македонскиот крст, на чие поставување се работеше во текот на изминатиот период. Крстот е изработен од метална решетка, со височина од 18,5 метри, а ширината на краците е 14 метри. Материјалите и поставувањето ги донираше семејството на Јоце Гоцев од Зрновци. Чинот на осветувањето го изведе митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение на свештеници од Кочанското архиерејско наместништво. При тоа беше упатен благослов до донаторите и сите кои помогнале за поставување на македонскиот крст. Благодарение на нашите ктитори, на нашите градители, на нашите дарители, на нашите спонзори, денеска го осветуваме овој крст кој што е подигнат на оваа височина над Зрновци и кој што ќе се гледа од секаде и ќе сведочи дека крстот низ вековите и денеска пострадањето Христово на кој што Бог се принесе како жртва за сите нас, крстот е победа над секакво зло, крстот е сила на сите нас и крстот е победоносно знаме со кое што ние сите победуваме, се радуваме и го освојуваме Царството Небесно. Но овој крст ќе сведочи и дека тука имало, има и ќе има православен народ кој што го чува и сведочи православието и овој крст ќе биде место каде што сите луѓе ќе доаѓаат тука, поклонувајќи му се и молејќи му се на честниот крст, ќе барат спасение, исцеление и победа на секакво зло. Градоначалникот Борчо Коцев и Советот на општина Зрновци претходно донесоа соодветна одлука за локацијата, за пробивање на сообраќајниот пристап и партерното уредување на целиот простор. Исто така, обезбедена е електрична енергија и осветлување на крстот. По чинот на осветувањето, тој е предаден во владение на Македонската православна црква Охридска архиепископија и на нејзината Брегалничка епархија. ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија во саботата во паркот на Револуцијата одржа предизборен митинг. Говорници беа претседателот Мицковски, носителот во изборната единица 3 Драган Ковачки, како и кандидатот за пратеник од Кочани Миле Левков. Се колнат во Европската Унија, го купуваат трговскиот центар Соравија, зборуваат за правда, а делат шамари во контролата за летање во Скопје. Народот гладува, а тие слават родендини во државни институции. СДСМ не се оградува од криминалот на ДУИ, а од ДУИ пак го употребуваат наративот дека биле европска партија, а джебовите им се полни со европски пари. Истакна председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на предизборниот митинг во Кочани што се одржа во петокот. Додека Ковачевски вели дека бил за ЕУ, седи во скутот на Али и крчмат народни тендери. А ДУИ пак е најдобриот пример за анти-ЕУ партија. Европски чин ли е да скандираш УЧК, УЧК среде Скопје, а истовремено да се колнеш во ЕУ? Европски ли е артан сега пред некој ден да се слика со човекот кој упадна во контролата на летање и делеше шамари на синдикалците кои протестираа? Не. Туку тие докажаа дека се името и презимето на сите маки и страдања на овој народ. Најавувајќи дел од програмските определби на едната влада, Мицковски нагласи дека таа силно ќе се посвети и ќе работи на подобрување на неповолната демографска состојба во државата.
демографската слика ни е многу важна. Семејството ни е многу важно. Затоа што сето ова кое што го работиме, сето ова кое што заедно со народот го правиме и ќе го правиме, ако нема дечиња кои што се раѓаат во градовите и селата низ Македонија, ќе нема кому да го оставиме и чуму тогаш да го работиме. Вие сте нашиот мотив, вие сте нашата сила. Затоа е многу важно ширум Македонија сите ние да работиме на подобрување на демографската слика и семејството како основен столб на суверенитетот и унитарниот карактер на Македонија. На митингот во Кочани зборуваа и носителот на листата во третата изборна единица Драган Ковачки и кандидатот за пратеник од Кочани Миле Левков. Али, ова не ти е мала речица. Нечестните пари со кои сакаш да ги подкупиш граѓаните, задржи си ги за себе. Ќе треба да ги вратиш после 8 мај. Секој денар што го зема ќе мораш да го вратиш. Овде во третата изборна единица живеат луѓе сосема спротивни на тебе. Овие луѓе се честни, достоинствени, работливи, земјоделци, кои честно заработуваат и кои не можеш да ги купиш со твоите валкани пари. Али, овде нема место за криминалци како тебе и мешетарот Груби. Овде нема трговски центри кои вие сакате да ги земете без ниту еден денар влог. Нема овде рекетирање, нема овде бизнис делки за да профитирате. Затоа да си ги соберете парталите со Груби и да се изгубите од тук. И пред вас излегуваме со платформата 1198 во која има 1198 реални проекти за реални проблеми. Затоа што на нас луѓето ни се на прво место. Со таа платформа Кочани ќе добие нова катна гаража. Конечно ќе го добие старечкиот дом. Ќе добие и нов мост на Кочанска река и ќе добие нов јужен булевар. Спортско-рекреативниот центар Пониква ќе добие нова атмосферска и фекална канализација и уште многу други проекти, затоа што владата предводена од ВМРО ДПМН предвидува 250 милиони евра годишно за капитални инвестиции во општините. Предизборниот карван на ВМРО ДПМН и коалицијата за Твоја Македонија претходно беше и во Виница и Чешиново Облешево, каде одржа митинзи на кои беше побарана поддршка од гласачите и за кандидатката за председател Гордана Силјановска Давкова. Општинската организација на СДСМ во саботата одржа јавна трибина на тема предизвиците на младите лекари. Настанот имаше и интерактивен карактер, при што присутните имаа можност да постават прашања што се актуелни во здравството. Општинската организација на социјалдемократската младина од Кочани организираше јавна трибина на тема предизвиците на младите лекари. Беа изложени различни аспекти од здравствената сфера низ искуствата на лекарите, кои од скоро ја почнале својата практика, како и за можностите и предностите што ги нуди јавното здравство кај нас. На трибината говореа Симеон Стојанов, лекар по општа медицина, Филип Стојанов од клиниката за кардиоваскуларна хирургија и Душанка Ѓоргиева Трпевски, специјалист по детска стоматологија и веде директорка на општата болница во Кочани. Ние, младите лекари, се соочуваме со неколку проблеми кои што се надеваме дека во иднина тие проблеми ќе бидат решени и ќе стигнат до креаторите на здравствените политики. Најпрвин сакам да кажам дека секој млад лекар во нашата држава се соочува со проблем при вработување и мислам дека веќе ремно време е да се искорени тоа партиско-политичко вработување и дека треба да се вработува врз основа на успехот. Исто така сакам да кажам друг проблем кој што е многу актуелен, тоа е не валоризација на трудот на приватните здравствени установи во однос на јавното здравство. Имено тие го злоупотребуваат младиот доктор и не се доволно платени како што заслужуваат и како што е достоинствено. Исто така, од оваа трибина сакам да пратаме на јасна порака на младите во Македонија дека треба да останат во нашата држава, треба да бидат дел од јавното здравство и да промовираат јавно здравство.
Пренесувајќи го искуството од своите почетоци во лекарската практика, докторката Ѓоргиева Трпевски нагласи дека од секогаш имало предизвици пред младите луѓе без разлика во која област работат, а тоа е изразено и во здравството. Во рамки на трибината, присутните имаа можност да поставуваат прашања за теми што се актуелни во здравството и за заштитата на здравјето на граѓаните. Министерот за земјоделство Лјупчо Николовски беше во посета на општина Кочани. Тој нагласи дека ќе продолжат активностите за вложување во домашното земјоделство со цел обезбедување европска иднина на младите. Наша обврска и понатаму ќе остане вложувањето во развојот и унапредувањето на земјоделството, за да им обезбедиме подобри услови и да ги задржиме младите овде, наместо да заминуваат во европските земји. Во изминатите години покажавме дека главни приоритети ни се младинските политики во делот на земјоделството, а така ќе продолжиме и во наредниот период. Истакна на пресконференција во Кочани кандидатот за пратеник на листата од СДСМ во третата изборна единица Лјупчо Николовски. Во делот на земјоделството обезбедивме два видови на грант поддршка за младите од 10 и од 20.000 евра за започнување или за преземање на бизнис и земјоделските стопанства токму од страна на младите. Денес имаме над 15.500 млади кои што се занимаваат со земјоделство, кои што се регистрирани во нашиот регистар. А над 2689 млади само во овие 6 години искористија околу 30 милиони евра грант поддршка, и тоа за набавка на комбајни, трактори, сушари за ориз, опрема за тутун, силоси, мандри, добиток или пак преку мерката Млад земјоделец. Се гордееме со фактот што над половина од сите договори кои што се склучени во ИПАР 2 програмата се млади луѓе. Односно, од вкупно 2300 договори, над 1212 се склучени и подпишани и реализирани токму од млади земјоделци. И тука се инвестирани со европска поддршка над 8 милиарди денари или над 130 милиони евра за инвестиции и модернизација на земјоделските стопанства токму од младите луѓе. Николовски најави дека новата влада ќе продолжи со напори за обезбедување повеќе средства од европските фондови наменети за младите и земјоделството. За 50% ја зголемуваме поддршката на младите земјоделци, односно грантот од 10 го зголемуваме на 15.000 евра и дополнителната поддршка од директните плаќања за младите земјоделци ја зголемуваме за 100%, односно дополнителните субвенции кои што сега младите ги добиваат од програмата за директна поддршка ќе бидат зголемени за 100%. За 40% ја зголемуваме поддршката на стипендиите кои што за прв пат во историјата ги воведовме за сите студенти од земјоделските, ветеринарните и шумарските науки. Воведовме највисока субвенција за овие 3 гранки на студенти од 18.000 денари и таа ја зголемуваме од 18 на 25.000 денари и се исплаќа 9 месеци во годината. Имаме уште многу други мерки со кои што ја обезбедуваме европската иднина на младите тука. Во обраќањето Николовски побара поддршка на предстојните парламентарни избори за да продолжи реализацијата на мерките со кои се обезбедува европска иднина на младите, особено во земјоделството. Во езерото Градче во саботата беа пуштени 185 килограми подмладок од крап, што го обезбеди репроцентарот Акватика. Рибниот фонд на акумулацијата Градче во саботата беше збогатен со уште 185 килограми подмладок од крап, што беше пуштен во водите на езерото. Заедно со членови на спортско-риболовното здружение Кочански рибар, на порибувањето на браната присуствуваа и дополнителниот заменик министер за земјоделство Цветан Трипуновски, кандидатите за пратеници од ВМРО ДПМН Драган Ковачки и Миле Левков, како и градоначалникот Лјупчо Папазов. При тоа беше најавено дека со вакви активности ќе се продолжи во наредниот период. Извршивме порибување со 185 килограми подмладок на крап. Подмладокот е обезбеден од репроцентарот Акватика, кој што исто така поседува и здравствен сертификат. Во присуство на инспекторот беше порибено ова акумулација, која што ќе значи зачување на рибниот фонд и едноставно одржување на ова екосистем во целиот овој, целата акумулација, што допринесува за нормално рекреативен риболов и цело она што значи љубов кон рибарството. Ваквите порибувања во иднина ќе бидат и во другите акумулации, се со цел за задржување на рибниот фонд во Република Македонија.
Од спортско-риболовното здружение Кочански рибар упатија подсетување до риболовците дека актуелна е забраната за риболов. Тие треба да ги почитуваат актуелните правила, односно рибата да не се лови додека не ја достигне потребната тежина. До 10 мај во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде отворена ликовната изложба Инфинити. На настанот се представија 16 уметници од Кочани, Виница и Зрновци. Во Центарот за култура Бели Мугри е отворена двонеделната ликовна изложба Инфинити. Во салонот Фоае 2 при Кочанската културна установа представени се 30 ликовни дела изработени од 16 авторки од Кочани, Виница и Зрновци. Освен од трите општини, се вклучија и авторки кои известно време живеат и работат надвор од државата. Целта е што поголема афирмација на жените ликовни уметници од Кочани и од регионот. Наиде идејата на вистина голем одзив. Имаме 16 жени уметници од микрорегионот и изложени скоро 30 дела. Сметам дека по 12 години пауза од одржувањето на последната групна изложба на уметници од Кочанско, ова представува уште една добра иницијатива која што понатаму може да помине во традиција. Овде се изложени дела со најразлични техники и што е најинтересно, имаме жени уметници, архитекти, ликовни уметници, дизајнери и значи имаме млади кои што туку завршиле, што туку магистрирале, некои веќе си асистенти, професори, изградени личности, некои кои што творат и надвор од границите и на некој начин уметноста е таа што не сплотува и таа што не сближува. Представените дела се изработени во различни ликовни техники: масло на платно, акрил, колаж, комбинирана техника и слично. Настанот го организира Општина Кочани во соработка со Центарот за култура Бели Мугри, согласно општинскиот локален акцијски план за еднакви можности на мажите и жените за оваа година. Заинтересираните посетители изложбата може да ја погледнат до 10 мај. Следуваат информациите од спортот. Викендов се одиграа направарите од втората и третата фудбалска лига. Осогово на домашен терен ја совлада екипата на Караорман, а Виничка Слога славеше победа од 2:0 против Струмичка Тиверија. Во првенството на втората и третата фудбалска лига викендов се одиграа редовните кола во кои екипите од Кочани и Виница како домакини забележаа победи. По подолг период без освојување нови бодови, екипата на Осогово на стадионот Никола Мантов во рамки на 26-тото второлигашко коло забележа победа. Совладана е екипата на Караорман со 2:1 и таа е еден од двата конкурентски тимови за обезбедување опстанок, односно бараж за задржување на второлигашкиот статус. Слабата игра што ја прикажаа двете екипи на стадионот во Кочани до крајот имаше неизвесен резултат откако домакините први дојдо во водство со погодокот на Ливарека во 57-та минута. Но гостите изедначија 6 минути подоцна со прецизниот шут на Клечкаровскиот слободен удар од над 30 метри. И додека нервозата меѓу играчите и публиката на стадионот растеше, поради очекувањата дека ќе се освои само бод во 5-та минута од продолжението на регуларниот дел на надпреварот, домашниот фудбалер Дојчинов им донесе радост на своите соиграчи. Со победата, Осогово сега има вкупно 23 бода, еден помалку од 13-то пласираниот Тетекс, кој загуби на домашен терен. Во следното коло што се игра во вторник, Осогово ќе гостува во Неготино против Вардар. Во третата фудбалска лига Исток пак се одигра 70-тото коло, во кое Слога 1934 како домакин ја совлада Струмичка Тиверија со 2:0. Виничките фудбалери ја оправдаа фаворитската улога, со што ја продолжуваат низата од победи од изминатите кола. Стрелци на головите беа Ѓоргиев и Амедов, со што им донесоа нова радост на своите навивачи.
Новата победа за Слога ја вмеша сериозно во борбата за врвот. Во следното коло виничкиот третолигаш ке гостува против Малеш во Берово. Членовите на клубот за планинарски спортови Осоговски Орел го искачија врвот Љуботен. Членови на клубот за планинарски спортови Осоговски Орел во соработка со Петрикор од Скопје во неделата го искачија врвот Љуботен, што се наоѓа на Шар планина на 2498 метри надморска височина. Акцијата почна од селото Старо село, а временските услови овозможија успешен планинарски ден. Реализиравме акција заедно со ПСК Осоговски Орел на планинарскиот врв Љуботен, еден од врвовите првенци на Шар планина, истовремено и символ на градот Скопје, па заедно со нашето друштво Петрикор од Скопје, со пријателите од Кочани, се искачивме, испланинаривме на еден преубав ден, со горе-долу совршена прогноза. Изодевме некои 20 на километри, искачивме 1900, односно 1700 метри надморска височина. Целта на ова планинарење беше една убава дружба, да излеземе од асфалтот, да излеземе од технологијата која ни се наметнува како начин на живење. Така што се надевам дека и понатаму ќе продолжиме да соработуваме и дека ќе продолжиме да правиме заеднички акции. Учесници освен од Кочани и Скопје имаше и од градот Крушевац, Република Србија. Планинарите за следниот период најавија повеќе активности што планираат да ги реализираат. Три члена на карате клубот Кочани викендов учествуваа на државно првенство и при тоа освоија 2 сребрени и 1 бронзен медал, а со тоа го обезбедија и учеството на Балканското првенство. Изминатиот викенд 4 членови на карате клубот Кочани учествуваа на државно првенство во карате за деца од 10 до 13 години, што се одржа во Гевгелија. Кочанските каратисти освоија 1 сребрен и 2 бронзени медали. Втори место освоија 12 годишниот Лука Златков во категорија до 52 килограми и 11 годишната Илина Костадинова, која се надпреваруваше во категорија до 40 килограми, а третото место го освои Душанка Ристова, исто така во категоријата до 40 килограми. Четвртата представничка од Кочани, Катерина Стојановска, заврши на 5-то место. Со освоените борби, тројцата каратисти од Кочани обезбедија учество на Балканското првенство, што ќе се одржи во Турција од 31 мај до 2 јуни. Државното првенство се одржа во Гевгелија, а учествуваа 350 надпреварувачи од повеќе клубови од државата. И уште една информација од спортот. По трет пат во општина Кочани се одржа мемориалниот шаховски турнир Тодор Милосиев Тошо. Организатор на настанот беше шаховскиот клуб Кочани, а финансиската подршка ја обезбеди локалната самоуправа на Кочани. Во просториите на шаховскиот клуб Кочани во неделата се одржа третиот мемориален шаховски турнир Тодор Милосиев Тошо. На настанот настапија 24 шахисти од Кочани, Скопје и Свети Николе на возраст од 9 до 77 години. Шахистите играа по швајцарски систем во траење од по 10 минути во 7 кола. Активноста се реализира трета година поред во чест на сеќавање на Милосиев, кој беше еден од најголемите кочански шаховски легенди, долгогодишен активен шахист и шаховски учител на младите генерации. Шаховскиот клуб Кочани веќе екзистира неколку месеци како ново формиран и ние се трудиме да обезбедиме квалитетни шахисти кои ќе можат да се натпреваруваат и во прва лига, бидејќи Кочани беше на времето втор град по негувањето на шаховската игра после Скопје и втор град, втор шаховски клуб по успесите. Тој се натпреваруваше секогаш во прва лига. Денеска, еве пред неколку дена, се такмичевме во Скопје
за пласирање во втора лига и веруваме дека ќе успееме да се пласираме веднаш во втора лига, а потоа ќе покушаме да се пласираме и во прва лига, како што и заслужува на Кочани. Сега за сега се уште не се доволно вклучени младите во активностите на шаховскиот клуб, меѓутоа ние планираме и едно од задачите ни е да формираме школа за млади шахисти, како шаховски клуб, а заедно со библиотеката сакаме да формираме и школа за млади до 5 одделение. Така да сакаме шаховската игра во Кочани да повторно да биде активна. Првото место на мемориалниот шаховски турнир Тодор Милосиев Тошо го освои Ѓорги Петров. На второ место се најде Јоцо Колев, а третото место му припадна на Ванчо Петров. Пехарите на неуспешните им ги додели градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов. Највозрасниот учесник Михаил Стефанов и најмладиот гостин на турнирот Емануел Ангеловски добија шаховски табли, а за сите учесници шаховскиот клуб Кочани обезбеди медали. Мемориалниот шаховски турнир се одржа со поддршка од семејството на поранешниот претседател на Кочанскиот шаховски клуб, а под покровителство на општина Кочани. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.